Благодарам, председавач. Почитувани присутни, јавност, медиуми. Новата влада на Република Македонија го изготви новиот буџет. Буџетот за 2018 година по многу нешта различен од буџетите во последните 11 години. Прво, пошто овој буџет се разликува од сите досега, е што не е популистички, туку буџетот за идната година ќе биде најреформски, со најекономски карактер и ќе обезбеди зголемување на економскиот раст и вработеноста, пораст на животниот стандард на граѓаните и подобар и поквалитетен живот. Друго, пошто овој буџет е различен, е тоа дека овозможува консолидација, и тоа постепена фискална консолидација, финансиска и економска стабилизација, која што е многу значајна за инвеститорите, за фирмите, за граѓаните. Следна разлика со претходните буџети е тоа што со овој буџет планиран е понизок буџетски дефицит од 2,7 од бруто домашниот производ, за разлика од 2017 година, кога бил 2,9% од бруто домашниот производ. Друго, пошто е различен, е тоа што ваквиот намален дефицит ќе се постигне со што е можно помалку задолжување. Односно, тоа се со цел за повисок животен стандард на граѓаните, стабилност, да се поттикне развој, правичност и при распределбата, а при тоа да се скратат непродуктивните трошоци, кои што беа главна карактеристика на претходните буџети, кои што носеа бенефит само за поединци и за политичари. Овој буџет носи бенефит за сите граѓани. При изготвувањето на буџетот, владата си постави за цел со буџетот да се обезбедат средства за квалитетни јавни услуги како образование, здравство, одбрана и безбедност, социјална сигурност. Другата цел која што си ја постави владата при изготвување на буџетот е стабилизација на економијата после една долга политичка криза и секако нејзино враќање на патеките на растот. Со ефикасно и домаќинско, транспарентно и општествено корисно трошење на државните пари, на среден рок имаме за цел забрзување на економскиот раст, подобрување на животниот стандард на граѓаните и повисоко ниво на социјална правда. Тоа значи граѓаните да знаат како се трошат нивните пари и да знаат дека тие се трошат на работи кои ќе обезбедат подобар квалитет на животот. Овој буџет е правен и врз основа на анкети, кои што покажаа дека за 60% од граѓаните приоритет е подобар економски амбиент. Како што спомнаа и многу од моите колеги и колешки, за прв пат предлог буџетот беше ставен на јавна дебата, на која што присуствуваа експерти, претходни министри за финансии, за жал опозицијата не се одзва на поканата на медиумите. Сето тоа со цел да се представи транспарентно и јавно за што се користат парите на граѓаните. Министерството за финансии продолжува со својата определба буџетот и податоците во него да ги направи поблиски до граѓаните и затоа изработи граѓански буџет за 2018 година. Граѓанскиот буџет секако не е замена за деталниот буџет на државата, меѓутоа представува еден приказ преку кој секој граѓанин може да ги дознае плановите за управување со јавните финансии. Исто така, граѓанскиот буџет е една од алатките со кои Министерството за финансии ја отвори транспарентноста и отчетноста на јавните финансии. Целосниот увид на јавноста во тоа како се трошат парите на граѓаните е важен чекор напред во спречување на злоупотребите од страна на носителите на власта. Истовремено, намерата е преку зголемување на информираноста на јавноста да влијаеме на посилно вклучување на граѓаните во креирање на владините програми и политики. Предлог буџетот за 2018 година е подготвен врз реалистична предпоставка за растот на економијата од 3,2% и пораст на цените од 1,7%. Од перспектива на макроекономското проектирање, позитивен исчекор е тоа што проекцијата на владата е во согласност со проекциите на домашната експертска јавност и меѓународните финансиски институции, што дава солидна основа за разумно проектирање на буџетските приходи и расходи. Буџетските приходи се коректно проектирани, во согласност со растот на економијата и во согласност со предвидената измена за зголемување на акцизата за нафта и дел од нафтените деривати, што е проследено и со пораст на приходите од ДДВ-то. Порастот на акцизата на нафтата и дел од нафтените деривати
секако дека ќе се одрази на цената на транспортот, но ефектот нема да биде значителен и нема никаква опасност од забрзување на порастот на цените. Буџетските расходи се проектирани на начин да ја одразат на мерата за фискална консолидација, што е потек кој е поддржан и од домашната експертска заедница и од меѓународните финансиски институции. Особено кратењето на ставката стоки и услуги е позитивен исчекор во оваа насока, кој не треба да биде еднократен, туку континуирана заложба на владата. Вкупната вредност на буџетот изнесува 3 милиарди и 430 милиони евра. Значи, зборуваме за големината на буџетот. Ако се гледа големината на буџетот по расходите, изнесува 32% од бруто домашниот производ. И ако се споредиме со другите држави, каде што тој изнесува околу 40% од бруто домашниот производ, значи големината не е проблематична. Најпроблематично е каде се трошат парите. Големината на буџетот произлегува и од обемот на превземените обврски од претходните години. И сега нормално следува дека доспеани обврски мора да има. Но не е нормално тие обврски да бидат за непродуктивни трошења. Изградба на споменици, на панорамски тркала, на галии, на барокни фасади, кои што сега прокиснаа од првиот дожд. И затоа парите од буџетот за 2018 година се насочуваат во продуктивни, развојни цели и директно за потребите на граѓаните. Растот на реалниот бруто домашен производ е проектиран на 3,2%. Се очекува понатамошно интензивирање на економската активност. Растот е во линија со оној предвиден од ММФ, Светска банка и другите релевантни меѓународни институции. Растот ќе се темели на солидна континуирана лична потрошувачка, интензивирање на инвестицијската активност и зголемување на извозот. И кога се тоа би се споило на подолг период, реално е очекувањата да се остварат и стапката на раст од 5% до крајот на мандатот да биде реално остварлива. Вкупните приходи се планирани на ниво од 193,5 милиарди денари, односно за 4,7% повисоки од претходната година. Расходите се планирани на ниво од 211,7 милиарди денари, односно за 4,1% повисоки од претходната година. Министерството за финансии проектираше буџетски дефицит понизок од претходната година, кој што изнесува 18,2 милиарди денари, односно 2,7% од БДП, и при финансирањето на буџетскиот дефицит да се напомене дека се водеше Министерството за финансии да тоа се покрива со домашни и надворешни задолжувања и извори, при тоа приоритет да бидат задолжувањата под најповолни услови, кои што ќе овозможат најефтино и навремено сервисирање на обврските. Кога зборуваме за финансирање на буџетот за 2018 година, да напоменеме дека и премиерот и министерот отворено и транспарентно уште при подготовката на буџетот покажаа дека буџетските приходи ќе бидат зголемени единствено преку зголемување на акцизата на нафтата за 3 денари. Тие пари ќе завршат во капитални проекти во образование, за детски градинки, за библиотеки, за рамномерен регионален развој и капитални инвестиции во општините, во здравството и другите важни сегменти на општественото живење. Ова го правиме со цел да не го зголемуваме дополнително јавниот долг. Со ваквиот потек ќе направиме сериозен исчекор и кон усогласување со европските стандарди и регулативи со цел намалување на загадувањето на воздухот. Малопродажната цена на дизелот и покрај покачувањето останува најниска, како што спомена и заменичката министерка за финансии. Владата води политика на што е можно помало задолжување и задолжување под најповолни услови. Досега вратени се 120 милиони евра долгови од претходниот период и тоа долгови за споменици од досега доспеаните 130 милиони евра. И при тоа направени се заштеди од 50 милиони евра по однос на поволни задолжувања, ниски каматни стапки и трошоци за извршители. Само за споредба, каматата во 2006 година изнесувала 50 милиони евра, денес по однос на камати треба да се платат 3 пати повеќе, односно 141 милиони евра, врз основа на таквите неповолни задолжувања. Јавниот долг успеа да го издигнат од 1,6 на цели 4,7 милиарди евра. Заради стабилната политичка ситуација во државата, добрата меѓународна политика на владата,
Финансискиот пазар на Република Македонија е достапен под многу поволни услови и велиме дека не ја исклучуваме можноста да се издаде еврообврзница и покрај тоа што досега се задолжуваме на домашниот пазар затоа што на него има доволна ликвидност и доволна побарувачка за државни хартии од вредност по поволни каматни стапки од 1,5 до 3,8%, што е значајно пониска од каматите по кои се задолжуваше претходната власт, особено на странските пазари. Само за еврообврзница од 175 милиони евра во 2009 година со камата од 9,875%. За тоа дека намерите со изготвувањето на буџетот се за подобрување на животот на граѓаните, за илустрација ќе го споменам буџетот на Министерството за транспорт и врски. Тој е проектиран да обезбеди економско придвижување во 2018 година преку сериозни инвестиции во изградба на капитални проекти. Во таа насока, зголемените средства во предлог буџетот се наменети директно за реализација на проекти во патната, железничката и комуналната структура и гасификација. Наспроти зголемувањето на капиталните расходи, намалени се непродуктивните трошоци, а парите се пренаменети за проекти кои ќе обезбедат економски раст и развој на Република Македонија од една страна, а од друга страна буџетот има и социјална компонента, која ќе обезбеди подобрување на условите за живот на ранливите категории на граѓани преку изградба на социјални станови. Буџетот на Министерството за транспорт и врски за 2018 година е зголемен за 1 милиарда и 472 милиони денари во споредба со претходната година или од 4 милиарди 429 милиони денари во 2017 година, за наредната година е проектиран на 5 милиарди и 901 милион денар. Зголемувањето исклучиво е наменето за капитални проекти. И тоа: гасификација 2 милиарди и 234 милиони денари, изградба на магистрална гасоводна мрежа, изградба на железничка инфраструктура 1 милиарда 357 милиони денари, за изградба на пруги на коридорот 8 и 10 и поддршка на македонски железници инфраструктура за одржување на пругите. Субвенции за македонски железници и транспорт 415 милиони денари за покривање на загубите во железничкиот сообраќај. Изградба на социјални станови 330 милиони денари, наменети за изградба на социјални станови во соработка со акционерското друштво за стопанисување со стамбени деловен простор. Проект за водоснабдување и одводнување на отпадни води во општините финансиран преку Европска инвестициска банка 698,5 милиони денари. Изградба на жичарница на водно 50 милиони денари, распишување на јавен повик за избор на изведувач за изградба на втората секција на жичарницата во Средноводно до Институтот за белодробни заболувања Козле. Изградба на водоводен систем за Сопиште 75 милиони денари. Ќе се заврши до изградбата на овој систем. Изградба на фекална канализација за Сончев град 70 милиони денари. Ќе се изврши до изградба на канализациониот систем. Уредување на инфраструктурата во индустријската зона Визбегово 20 милиони денари. Ќе се изгради водовод и канализација во оваа индустријска зона, што е едно од клучните барања на компаниите кои функционираат во таа зона. Проектот за изградба на водоводи и канализации во општините преку КФВ банката 150 милиони денари. Субвенции за авиособраќај од 104 милиони денари за финансиска поддршка за отварање на нови линии во авиособраќајот. Преку проектот за подобрување на општински услуги, финансиран од Светска банка, ќе им се овозможи на општините и јавните комунални предпријатија да финансираат инвестициони зафати согласно своите приоритети во областа на водоснабдувањето и одводнувањето на отпадни води, управувањето со цврст отпад и други инвестиции во општински услуги кои имаат потенцијал за генерирање приходи, односно остварување заштеди или пак кои се од висок приоритет за општините. Преку ИПА средствата ќе се поддржи изградба на пречистителна станица за отпадни води во многу општини како Радовиш, Струмица, Кичево, па и во мојот Прилеп, како и рехабилитација на канализационата мрежа во повеќе општини, Куманово, Берово и повторно за Прилеп. Со буџетот на Република Македонија за 2018 предвидени се дополнителни средства во износ од околу 200 милиони денари, како буџетско учество и значителен износ на донаторски средства за имплементација на проектите финансирани од ИПА фондовите и во тој контекст, меѓу големите инфраструктурни проекти, чија имплементација треба да биде
комплетирана во текот на 2018 е изградбата на пречистителната станица, како што спомнав за Прилеп, и секако рехабилитација на канализационата мрежа во градот од каде што доаѓам. Рехабилитацијата и доизградбата на железничката пруга Битола-Кременица, како дел од железничкиот коридор 10, довршување на изградбата на коридорот 10 Демиркапија-Смоквица, рехабилитација на делниците Куманово, Миладиновце во двата правци, реконструкција и надградба на патната секција Смоквица-Гевгелија. Дел од средствата се наменети и за финансирање на нови капитални проекти кои започнуваат со имплементација на крајот на 2017 и почетокот на 2018 година, како што се изградба на патната секција Градско-Клучката Дреново. Истовремено во буџетот на 2018 година се обезбедени средства кои се неопходни за завршување на грант договорите наменети за поддршка на невладиниот сектор во насока на зајакнување на социјалната инклузија, подобрување на вработеноста на локално ниво, како и зајакнување на потенцијалите за вработување на жените од малцинските заедници во Република Македонија. И сите овие аргументи кои што ги наведоа и моите колеги и јас овде денес во моето излагање водат кон тоа дека овој буџет ќе го поддржиме и ќе придонесеме кон негова реализација. Благодарам.